Да, се враќаме во студиото, третиот разговор, разговараме за една мощна, да ја кажам, сензитивна тема, ракот на грлото на матката, што е она што како превенција можеме да го направиме сите за да немаме толков број на случаи кои што статистиката секоја година ги брои. Добар ден му велам на доктор Горан Димитров, председател на Македонското здружение за цервикална патологија и колпоскопија. Добре дојдовте, доктор. Добар ден, благодарам за поканата. Минатата недела се одбележа недела за подигнување на свеста за ракот на грлото на матката. Верувам дека особено фокус се дава кога ќе има нели такви одбележувања, но ова е сериозен проблем за кој што треба постојано да се говори. Рековме и кога разговаравме со вас дека не се врзуваме на некоја статистика, меѓутоа на почеток би ги споменала оние бројки кои што беа нели потенцирани на настанот, дека најновата клиничка епидемиолошка статистика на клиниката за радиотерапија и онкологија покажува дека за разлика од 2024 имало 74 пациентки, 2025 122 пациентки. Но уште попоразителен податок е дека најмладата пациентка е 18 годишна. Генерално, каде потфрламе? Колку сите како пациентки имаме одредена должност или можеби вина за ненавремено консултација на лекар, редовни прегледи, превентивни мерки кои што може да се направат? Секогаш кога се збори за ракот на грлото на матката, се кажува дека е во учебниците, дека тоа е една од најпревентабилните болести. Зошто? Затоа што уште од почетокот на 20-тиот век, а веќе кон 50-тите години на 20-тиот век, има начин на кој што тој рак може да се открие во неговата предракова состојба. Кога ќе се открие во таа предракова состојба, тоа може да се третира и тој третман е ефективен скоро 96-98%. Сега, на сите тие тенденции, значи поготово во оние земји кои што го вовеле скринингот, дошло до драстично опаѓање на бројот на ракот. Во минатото и кај нас во 60-тите години имало, иако бил опортунистички, тоа викаме жените кога доаѓале на преглед и било зиман брисот и така се откривале. А скрининг е кога државата ќе организира да од 30 до 40 години сите жени кои што се од 25 до 65 години дојдат во текот на таа година на бриз земање. Тоа е сосема друга работа. Тогаш многу поефикасно е откривањето отколку од овој опортунистички скрининг или отколку да нема воопшто никаков скрининг, да биде сето тоа дадено на случајност. Кои се, докторе, најчестите симптоми и дали симптомите се јавуваат на време? Симптомите се касни. Практички болеста е... Кога веќе ќе е во напредна фаза? Болеста е скриена, значи во фаза на предракова состојба, таа болест може да се открие едино на цитолошки бриз, а сега, од поново време, на така наречено ХПВ тестирање. Во однос на овие, да направиме една дистинкција, ПАП тестовите и овие скрининзи што ги споменавте. Да, тоа е сега јавно го кажувам и од секогаш сум го кажувал тоа, дека некаде околу 2015-2016 година, практички на преодот од 2015-2016 година, една од силните институции во светот, тоа е Бирото за храна и лекови, Американското биро за храна и лекови, одобри тест кој што докажа со претходни студии дека е многу подобар дека Папа Николау тестот. Зошто е подобар? Заради тоа што студијата америчка, зборуваме за Америка, изборуваме за шведска студија, дека во Америка со Папа Николау 1/3 од неоткриените карциноми, иако е направен Папа Николау на жената, се должи на тоа што е грешка во методата. Он нема токава голема сензитивност. А во Шведска е 1/4. Значи, швеѓаните се малку подобри. И од кога беа објавени тие студии, едната америчката студија е правена, може да замислите, на 1.080.000 жени, на кои што су поредени тие две методи. Веднаш бирото во 2014 во април го одобри првиот тест за ХПВ и од тогаш сите организации,
еве, на крај и СЗО, Светската здравствена организација, се стремат кон тоа да тестирањето и во земјите кои што се од низок економски развој биде воведено ХПВ тестирањето како примарно. Значи, прво се тестираат тие жени кои што треба да влезат у групата, у целната група, у таргет групата и се гледа кој е заразена со тип 16 и 18, веднаш оди на евалуација на колпоскопија и на веројатно на биопсија и на ендоцервикална киретажа. Оние кои што се со другите помалку, ама сепак онкогени вируси, се триажираат, може да биде триажат и со овој цитолошкиот бриз, тој е доста добар и ефективен. И на крај, оние кои што се негативни, тука е доброто и тука е лежи она кост-бенефитот, може да бидат одложени за наредното скринирање за 3 или 5 години. Тоа значи дека ако жена има негативен ХПВ бриз, дека у наредните 3 години дека сигурно нема да се јави кај незе висока преканцероза како што е ЦИН-2, ЦИН-3 или да не збориме за инвазивен рак. Каде, докторе, може би да се бара поголем притисок за да наместо ПАП тестовите да има од овие ХПВ тестирања? Што треба практично да се направи како своевидна реформа здравствена нека биде? Јас секогаш сме размислувале за тоа, значи со оваа работа може да се занимавам повеќе од уште како млад доктор, бев некој вид на записничарка и нашите легендарни предходници, бев записничар на така наречената комисија во 92 година кај професорот Георги Ставрич и уште од тогаш секогаш нашата република се стемела кон тоа да направи скрининг. Тогаш беше Папа Николау. Меѓутоа има и голема непогодност тоа што многу од жените не доаѓаат на прегледи. Значи, како имаме драстична разлика, не објавија во Словенија во една новина, кога кажавме, една изјава имаше пред 10-12 години, дека една жена на товарот на фондот, нели тоа е со партиципација, направила 11 Папа Николау брисови во една година, затоа што се плашала дека има нешто, а за разлика од тоа имаме една жена која што од кога се породила со своето дете, 20 и не знам колку години не била на преглед и воопшто не бил земен ни бриз, ни ништо. Така да, во некои земји културата и традицијата ги тера самите да идат на прегледи и со тоа рано се открива болеста. Затоа, да кажеме, се вака да ги споменам, Италија, Словенија, Белгија, за не збориме за нордиските земји, се со многу низка инциденца. Дури пред неколку години пред короната, Словенија беше фаворит, значи беше меѓу првите во светот, затоа што инциденцата која што кај нас е сега негде измеѓу можда 13 и 18 на 100.000 жени, она ја спушти на 4 жени на 100.000. Значи тоа е скоро иде кон искоренување на ракот на грлото на матката во Словенија. Но она што рековте не само можеби култура на живење, туку да се размислува за обврзувачка категорија, за точно, да може тоа ми беше нумот да ви го споменам, иако тоа ги викаат некои санитарни мерки. Што значи санитарни мерки? Во Белгија одлично делуваше во годините при крајот на 90-тите, при крајот на 20-тиот век, кога на сите жени кои што се во скрининг периодот, значи тука го рачунаат од 30 или од 25 до 65, ако не направат бриз во текот на годината, државата нема да им го продолжи социјалното здравствено осигурување. И они сите се стремат, сега секогаш е гужва во последните месеци, меѓутоа го прават тоа заради тоа што мора да покажат во книжката дека имаат направено Папа Николау бриз у тоа време. Сега е уште полесно, зашто заради тоа што има некои новитети во ова зимање на ХПВ тестот, дека веќе швеѓаните и холандјаните и не знам уште која некоја земја прават со така наречено самоземање, self-sampling, и даваат епруветка со четкица
жената сама оди во тоалет, во спалната соба, во кола, било каде, го зема брисот и го остава на одредено место, затворено во коверт, и они после тоа на генералиите кои што ги има наставени обавестуваат дали има високоризичен тип на вирус и дека кај треба да се јави за да биде проследена понатаму. Значи тоа е иднината на скринингот. Значи само земење. И времето се скратува и се скратува процедурата. Има еден кој што го знам, значи колега кој што е професор во Стокхолм. Он направи голема акција кај жените од Стокхолм, го подобри зимањето, значи на брисовите за многу со ова само земање, и има многу добра реченица кажано спрема жените, вика: зашто да не земете? Па полесно е него вие вашата маскара да си ја направите на трепките, од земањето на брисот е полесно него вие да се мачите пред огледалото, да си ја поправате шминката. Така. Има многу решенија и треба да се размислува, имајќи во предвид дека бројките и статистиките се навистина запрепастувачки. Понизок возрастен праг, 18 години, најмладата пациентка, тоа сепак е на што е индикатор конкретно? Тоа е индикатор заради тоа што во модерни времиња се снижува и прагот на почетокот на сексуалните односи. Второ, модерните средства на комуникација, мислам не на електронски, мислам на авиони, на автобуси, на секакво, е зголемен. Така да, ако на времето од нашиот аеродром полетувале, има време у 70-тите кога имало 4 лета неделно, а сега има преку 20-30 летови неделно што доаѓаат, слетуваат или одлетуваат. Тоа е мешање на народот, а знаеме дека ХПВ-то, хуманиот папилома вирус, е најчесто пренесуваната, најчестата сексуално пренослива инфекција или болест во кај човекот и кај жената, кое што не само што предизвикува рак на грлото на матката, него предизвикува и други бенигни и малигни заболувања, како што се рак на вагина, рак на вулва, на анус, кај мажите на ракови на глава и вратот, така да сите тие болести би можеле да бидат спречени со една убава, многу убава превентивна мерка, која што јас мислам дека ќе ме прашавте, ама еве јас да ја почнам, а тоа е вакцината против ХП. Така, тоа беше моето следно прашање. Зошто до некаде се јавува отпор за оваа вакцина и практично што вакцината ќе значи и кои се придобивките? Има една филозофска мисла, која е таа филозофска мисла на една американка која што напишала точно докторат за ХПВ вакцината. Зошто? Затоа што од почетокот кога е таа донесена, се смета дека е изум на 21. век. Зошто? Затоа што нема несакани ефекти. Сето тоа што се шири околу незе се обично измислици, лаги на антиваксерски групи. Огромни кохорти на вакцинирани девојчиња, сега и момчиња, докажано е дека немало ниту смртни случаеви, ниту појава на некои невролошки заболувања или сето тоа. Меѓутоа, она кажува зошто. Затоа што оваа вакцина е поврзана со секс, со канцер, со Господ и со политика. И ги објаснува како. Вирусот што предизвикува болест или штити оваа болест е сексуално пренослив. Предизвикува рак не само на грло на матка, на многу места и кај мажот и кај жената. Така. Зашто викаат со религијата? Заради тоа што има многу кои што се противат на младите, на девојчињата поготово, еве и во јужните амерички држави да се споменува сексот и сексуалноста до 21 година, додека не наполнат они нивното полнолетство, и на крај политиката. Зошто? Затоа што секојаш убаво некоја држава, населението да биде заштитено од некоја болест со убава превентивна метода, за да после тоа не
трпат последици не само државата, трпи последици и самата индивидуа и тие кои што се околу неа. Така. На која возраст, докторе, препорачувате ХПВ вакцината и кај девојчињата и кај момчињата? Видете, они по новите сознанија, што се многу evidence-based, значи базирани на медицина, на докази, е тоа дека најдобро би било да бидат вакцинирани на 12 години, на 14 години момчињата, сега пошто нели ние направивме да се вакцинираат и момчињата, а за да биде бесплатна и за да ги опфатиме, значи мора да се има определен број на вакцини кои што ќе ги обезбеди државата. Минатата година, која беше дозволена ова неутрал джендер, значи и за момчиња и за девојчиња, направивме една работа да биде тоа од 12 до 19 години. И сите не прашува нас, тие кои што размислувавме професионалциве, зошто баш 19? Зошто? Затоа што кај нас времето на полнолетството или age of consent е 18 години. Да им дадеме на тие млади луѓе нека размислуваат со своите глави. Зошто? Затоа што ако нивните родители не им даваат да се вакцинираат, да имат една убава година сами да одлучат сами да одлучат во таа година бесплатно да се вакцинираат од против ХПВ инфекцијата. Над ова возраст, како може и кој може да се според сите интернационални организации се препорачува до 45 години, меѓутоа и кај ризични групи, така, и над 45 години. Меѓутоа, во сите држави тоа се плаќа. Докторе, кои се најчестите ризик фактори еве за конкретно за развој етапно, нели кога зборуваме првен самата инфекција, раниот стадиум па подоцна или рак на грло на матка, кои се најчести ризик фактори? Значи јас сега ќе почнам у некој обратен смисол да го кажувам ова. Ќе кажам изјавата на ИАРЦ, тоа е Интернационалната агенција за изучување на ракот во Лион. Таа е огромна организација, че го покрива цел свет. Во 2017-та ја дала, сега има и ревидирана, меѓутоа не е нешто променета. Ги кажува кои се двата први канцерогени на кај човекот. А тоа се, прво е пушењето, џвакањето, инхалирањето на тутун, тоест на никотинин, а на второ место е ХПВ инфекцијата. Кај овие болести, значи ние ги викаме ХПВ асоцирани болести, потребно е да има иницијално заразување. Меѓутоа, 75% од луѓето и од мажите и од жените ќе се заразат во текот на животот. Меѓутоа, нема кај секој да се разви. Кој е првиот кофактор? Првиот е пушењето. Зошто? Сите прашуваат, докторе, каква врска има пушење со ова што ми се случува мене доле на гениталниот систем? Која е? Просто им објаснуваме. Кога се пуши, преку алвеолите се ресорбира котининот и никотинот, преку крвта тој се излачува во секретот во грлото на матката. Жени кои што пушат повеќе од 10 цигари на ден имаат 1000 пати поголема концентрација на котинин и никотин во цервикалниот секрет, на грлото на матката. И сега тука доаѓа вирус, на вирусот локалниот одбрана или имунитет му е нарушена заради котининот и никотинот и доаѓа до надлегување на вирусот интраклеточно во клетките и полека почнува да се развива цин-1, цин-2, цин-3 или ние како што ги викаме преканцерози. И ако таа жена не иде 3, 4, 5 години на прегледи, можно е и ако била заразена со високоризичен тип на ХПВ и пуши, тогаш ризикот да има цин-3 или инвазивен рак е голем. Генетскиот фактор? Генетскиот фактор игра улога, ама многу мала. Има еден научник во Шведска кој што пред 15 години кажа дека може да ги подели луѓето, значи мажи и жени, на само две групи. Едните кои што се
приемчиви за вирусот и какви што вирусот може брзо да направи, за релативно брзо да направи преканцероза, а другите кои што се поотпорни. Ама со мешањето, така, имаме многу интеррасни бракови, имаме интернационални, кои што се меѓу два етникуса, со текот на времето, кога ќе го кажеме тоа како некој вид на универзализам, сета таја генетски фактор како малку да се става на второ место. Докторе, ви благодарам за овие информации. Верувам дека ќе имаме и во следни прилики можност да проговориме се во интерес на едукација, своевидна и на информација до нашите граѓани, дека раната превенција е можеби клучниот фактор за да се намали бројката во значителен обем, а од друга страна, нели, и навременото, секако навремените контроли ќе придонесат да и вие имате помалку работа, дај Боже, ние да имаме подобро здравје. Да. Ви благодарам многу за поканата и само тоа е мојата порака на нас кои што се занимаваме со тоа, дека да се прават редовни прегледи. Сега во новото да се зема ХПВ тест кој што ќе ги осигура оние кои што се негативни, значи дека можат мирно да спијат во наредните 3 години. Ако е негативен. Така, ви благодарам многу за гостувањето. Почитувани вам, ви благодарам што бевте заедно со нас. Останете на програмата на телевизија 24. За кратко следуваат вестите. Од мене пријатен ден.